Почнуваме со урбани вести на Прва Скопска. Добре дојдовте. Во продолжение следуваат насловите за денеска. Кандидатурите за председател треба да се достават до Државната изборна комисија најдоцна до 21 март. Почна сезоната на пролетни алергии. Совети како да се заштитите. Граѓаните годишно донираат 30 тони облека. Најубавата завршува во продавницата Копче. Озеленување на јавните површини во урбаниот дел на општина Илинден. До Државната изборна комисија најдоцна до 21 март кандидатите за председател на Републиката треба да ги поднесат кандидатурите, а изборната кампања треба да почне на 1 април. За трката за шеф на државата потписи собраа тројца кандидати, а првиот изборен круг за шестите председателски избори е закажан за 21 април, а вториот ќе се одржи на 5 мај. Кандидатите за председател на Републиката до Државната изборна комисија треба да ги поднесат кандидатурите најдоцна до 21 март, а изборната кампања треба да почне на 1 април. За официјализирање на председателската кандидатура потребно е претендентите за шеф на државата да достават 10.000 граѓански или 30 пратенички потписи. Во трката за шеф на државата потписи собраа тројца кандидати: Стево Пендаровски од СДСМ и коалицијата, Гордана Силјановска-Давкова од ВМРО-ДПМН и Блери Мрека од албанската опозиција. Собирањето потписи започна на 23 февруари, а заврши на 9 март. Доставувањето пак на кандидатурите завршува на 21 март. На 14 март истече рокот за увид во избирачкиот список и пријавувањето за гласање на дијаспората. Избирачкиот список во кој се содржани сите промени кои произлегле од јавниот увид, отпечатан во вид на изводи, ДИК го заклучува најдоцна до 29 март. Првиот изборен круг за шестите председателски избори е закажан за 21 април, а вториот ќе се одржи на 5 мај. По кој реден број ќе се најдат кандидатите, ДИК ќе утврди на 25 март со ждрепка. Кампањата преку која кандидатите ќе бараат довербата од гласачите почнува на 1 април и ќе трае до 19, пошто следува предизборниот молк. Гласачите ќе избираат председател на Републиката на 21 април. Болните и изнемуштени лица гласаат ден порано во своите домови, како и затворениците и лицата кои се наоѓаат во притвор ќе избираат председател еден ден порано во казнено-поправните установи. На 20 април гласаат и избирачите кои на денот на гласање се на привремена работа или престој во странство и своето право може да го остварат во дипломатско-конзуларните представништва. Втор круг на гласање ќе има доколку ниту еден кандидат за председател не го добил потребното мнозинство гласови и тогаш гласачите ќе бираат помеѓу двајцата кои освоиле најмногу гласови. Пролетните алергии знаат да бидат многу проблематични. Доколку се појави алергиска реакција, не треба да чекате, туку веднаш да посетите лекар и што побрзо да започнете со терапија, за да не дојде до некоја компликација, препорачуваат лекарите. За оние кои страдаат од алергии, пролетта не е толку убава слика за нив. Деновиве се повеќе се зголемува бројот на пациенти со алергии кои се жалат на тегоби на очите, носот, а некои други имаат и астматични напади. Лекарите велат дека секој четврти жител на Македонија има алергиски ринит. Постојат повеќе фактори за појава на алергии, но дел од нив се однесуваат на загадувањето на надворешната средина, модифицирана храна, разни пестициди кои се употребуваат, антибиотици кои се даваат на живината и добитокот, кои понатаму се наоѓаат во млекото и месото, како и загадувањето. Како што велат лекарите, алергиите се јавуваат на рано цветачки дрва, полен на бреза, јасен, бука, леска. Алергијата на полен овој период се манифестира со чешање и јадеж во очите, напади на кивање, течење на носот, а понекогаш и затнат нос. Кај оние кои имаат алергиска астма почнува да се јавува и една долготрајна кашлица. Алерголозите велат дека најважното правило е да ги држите причинителите на алергии што подалеку од вас. Најдобриот начин за да успеете во оваа намера е доколку прозорите и вратите во вашиот дом останат затворени. Но алергиите не само надвор, туку ги има и во домот. Пробајте да си помогнете со апарат кој ќе го развлажнува воздухот во вашиот дом. Друг начин на кој можете да си помогнете во сезоната на алергии е со прочистувач на воздухот. Тој ги
одстранува прашината и останатите причинители на алергии од воздухот кој го дишете. Колку е почист воздухот, толку помалку вашето тело мора да се бори, при тоа овозможувајќи им поголем мир и удобност на вашиот нос. Една од најдобрите нешта кои можете да ги направите за време на сезоната на алергиите е да пиете многу вода. Колку повеќе пиете вода, толку повеќе слуз може да направи вашето тело. И секако, колку повеќе слуз имате, толку сте поотпорни за борење со сите овие причинители на алергии со кои секојдневно се сретнувате. Алергичните на оваа сезона треба да внимаваат на исхраната и доколку на почетокот на сезоната ви се појави алергиска реакција, не треба да чекате, туку веднаш да посетите лекар и што побрзо да започнете со терапија, за да не дојде до некоја компликација. Од 50 до 400 денари се движат цените во социјалната продавница Копче, која функционира во рамки на Црвениот крст на Македонија. Продавницата покрај продавање гардероба ја има улогата и на социјално предприемништво. Скопјани на годишно ниво во контейнерите на Црвениот крст на град Скопје донираат над 30 тони стара облека. Дел од неа, иако е носена, може повторно да се користи. На тој начин, жителите на главниот град, облеката на нивните деца која веќе не им е точна или пак собствената облека која многу ретко ја носат, се почесто се одлучуваат да им ја дадат на социјално ранливите категории граѓани. Донираната облека се селектира во магазините на Црвениот крст и потоа се дистрибуира до крајните корисници, а најубавите парчиња се носат во продавницата Копче, која функционира во рамки на Црвениот крст и каде по многу ниски цени може да се купат убави, сочувани, па дури и брендирани јалишта. Александра Боева од Црвениот крст за Прва Скопска денеска информираше дека свеста кај граѓаните за донирање на квалитетна и сочувана облека се повеќе расте, но се појавува и желба за купување пристојна гардероба за ниска цена, нешто што оваа социјална продавница го нуди. Се наоѓаме во продавницата Копче, каде што по символична цена имате можност да си купите одредено парче гардероба, а со тоа да помогнете да се зајакне социјалното предприемништво во Македонија. Јас во моментов држам едно преубаво парче облека, едно убаво бело џимперче кое што во оваа продавница може да се купи за само 50 денари. Нешто повеќе околу принципот на работа на оваа продавница и која е символиката и пораката која што ја носи, ќе ни каже Александра Боева од Црвениот крст. Најнапред ви благодарам за издвоеното време. Ви благодарим и на вас што сте тука и што можеме да го споделиме она што го работиме. Веќе подолго време функционира оваа продавница, па можете ли да ни кажете дали граѓаните веќе научија како функционира продавницата, дали заинтересирани минувачи застануваат, прашуваат дали купуваат од тука? Па да, продавницата ни функционира подолго време, со тоа што на почетокот кога ја отворивме беше на друга локација и работеше малку на поинаков концепт, каде што само оние кои што имаа посебни ваучери можеа да дојдат и да подигнат бесплатно облека со тие ваучери. Меѓутоа од минатата година малку концептот се промени, односно ја отворивме за сите граѓани кои што се заинтересирани, бидејќи свативме со текот на нашата работа дека интересот не е само за оние лица кои што со ваучери би требало да дојдат и да си подигнат бесплатно облека, туку има одредена категорија на луѓе кои што посекако би биле заинтересирани да по символични цени на достоинствен начин се облечат онака како што сакаат и сами да си одберат облеката која што сакаат да ја купат. Веќе нашите гледачи знаат дека станува збор за социјална продавница, односно продавница во која што се продава гардероба од втора рака или second hand, затоа и толку се ниски цените, меѓутоа можеме да забележиме дека навистина станува збор за добро сочувана гардероба, а некои парчиња се и сосема нови со етикета. Што значи тоа? Дали граѓаните доаѓаат тука да донираат гардеробата или пак ја оставаат во некој од контейнерите? Да, значи начините на кои што може да се донира облека се најразлични. Еден од начините е донирање во контейнерите за облека. Значи постојат на територијата на Скопје 9 контейнери каде што 24 часа може да се донира облека, која што препорачуваме да биде добро спакувана во кеси, не мора да биде испрана, испеглана, бидејќи тоа го правиме ние, меѓутоа е важно да биде добро сочувана. Се прави груба селекција на она што се донира во контейнерите. Морам да напоменам, бидејќи ова е нешто кое што е голема полемика и голем број на прашања произлегуваат од тоа, е дали
целосната облека која што се донира доаѓа во продавницата? Не. Значи на годишно ниво над 30 тони облека имаме донација. Најголем дел се донира бесплатно, со тоа што дури од и да влезе во продавницата облеката, се донира бесплатно на оние категории каде што имаме ваучери, оние категории кои што се сместени во институции, казнено-поправни домови, сместувачки капацитети за згрижување на деца без родители, родителска грижа и слично. Во другиот начин на кој што може да се донира, директно во продавницата, додека работи продавницата, понеделник до петок од 9 до 5 часот и сабота до 2 часот. И третиот начин на кој што може да се донира е практично имаме кутии за донирање на облека, каде што секоја заинтересирана компанија која што би сакала таква кутија да биде сместена во нивната компанија за да ги поттикнат своите вработени да донираат, има можност да се дистрибуира откако ќе заврши собирната акција. Тоа што е собрано се носи во нашите магазини за селектирање на облека. И исто така голем е интересот кај компаниите кои што би сакале и се спремни да донираат нова облека. Со тоа што можам да кажам дека и кај граѓаните почнува веќе свеста да расте и облеката која што донираат да знаат да биде сосема нова, со етикета, баш онака како што и се очекува да биде. Да донирате за да помогнете на некој кој што навистина има потреба. Голем дел од облеката која е неупотреблива подложи на така наречена пачворд техника, при што повторно се преработува и им се донира на установите во кои што има згрижено лица во социјален ризик. Присуствуваше нашата камера кога се празнеше контейнерот и можевме да забележиме дека голем дел од гардеробата не е во употреблива состојба. Што правите со таквата гардероба? За жал тоа е еден од најголемите проблеми со кои што се соочуваме, бидејќи кога ќе кажеме дека собираме на годишно ниво околу 30 тони облека, сето таа бројка изгледа маркантно. Меѓутоа можам да кажам дека помалку од 1/3 од сето тоа е употребливо и можеме да го донираме и достоинствено на некого да му го дадеме за повторно да го носи, со тоа што имаме и планови и иницијативи кога станува збор за облеката која што повеќе не може да се носи, а тоа е дека имаме обука за пачворк. Пачворк е техника која што овозможува преку кроење на парчиња од неупотреблива облека, се сечат на коцки, триаголници и слично. Имаме како обука за работна интеграција каде што социјално загрозени жени, најчесто бездомници или жртви на семејно насилство, самохрани родители и слично, ни се таргет група кои што ги обучуваме и ги вклучуваме во процесот и во рамките на тој процес се изработуваат аксесуари, чаршави, перници, торби со таа пачворк техника, така да нашата идеја е да на тој начин не дека целата таа облека ние можеме да ја рециклираме и реупотребиме со капацитетите со кои што располагаме, меѓутоа идејата е дека пробуваме да направиме некој чекор напред во однос на тоа и да ја кренеме свеста колку е важно да малку повеќе се освестиме и размислуваме колку ја уништуваме планетата со тоа што не рециклираме, не реупотребуваме. Така, каде завршуваат на крај сите овие чаршафи, аксесуари и торби кои што ги споменувате? Чаршафите кои што ги спремивме изминатиот период завршија во заедничките групни домови на децата без родители. Знаете дека од заедничкиот дом во кој што живеја ги сместија во индивидуални групни домови во куќи. Им требаше такво нешто, така што ги дониравме таму. Сега спремаме аксесуари за Великден, дел од тој асортиман ќе може да се најде во продавницата. Така што зависи од приликата. Идејата ни е за воиднина да спремиме посебни торби со пачворк техника од рециклирани материјали и да оние кои што доаѓаат и се наши купувачи некако ги убедиме дека е многу подобро да доаѓаат со торбите кои што може да се употребуваат почесто отколку со најлонски кеси.
Така, и она што можевме да го забележиме при нашата обиколка на продавницата, дел од облеката беше исто одредена порака, што навистина мене ми остави еден убав впечаток, можеби дел од облеката е има сентиментално значење за оној кој што ја подарува. Се случува ли често тоа? Да, се случува и баш токму тоа што го кажавте, сите ние сме на некој начин сентиментално поврзани со некоја парче облека и најчесто тоа е причината да не сакаме да ја донираме. Така што го воведовме тоа како можност да оној кој што донира, доколку сака да остави порака за парчето облека која што го донира, најчесто им е полесно кога тоа ќе го направат. Таа сентиментална врска тука ја раскинуваат бидејќи оставаат пораката и им се случува многу често, најчесто сакаат да подарат некоја парче облека која што им донело среќа, ги потсетува на некои убави моменти, го носеле дали на првиот школски ден или првиот ден на работа или парчење облека купени со прва плата, така да задоволство и кај оние кои што донираат, но и кај оној кој што би купил таква парче облека. За жал, се позачистени се кражбите на донираната облека од страна на несовисните граѓани. Иако Црвениот крст на град Скопје е запознаен со ваквата практика, сепак не се во можност да ги спречат ваквите кражби на донации. Токму на таков вандалски чин бевме свидоци и ние, при што забележавме оштетување на контейнерот за облека пред Црвениот крст на Македонија. Но и покрај несовисните граѓани, Копче останува да биде продавница за добри дела. Пораката ќе биде да одговорно донираат, меѓутоа и одговорно трошат. Копче е местото каде што можат да го направат тоа, во секое време да донираат она кое што им е вишок и кое што сакаат да го на некој начин подарат некому на кој што повеќе би им требало, меѓутоа и место каде што навистина можат да добијат многу за парите кои што ги даваат, односно да трошат одговорно и да прават промени во заедницата. Во рамки на еколошкиот проект со зеленило против загадувањето во општина Илинден се озеленуваат јавните површини во урбаниот дел на општината. Целта на проектот е да се придонесе за подобрување на квалитетот на воздухот, како и унапредување на животната средина. На повеќе локации во општина Илинден со засадување на садници и озеленување на просторот се реализира еколошкиот проект со зеленило против загадувањето. Како што соопштија од општина Илинден, целта на овој проект е преку озеленување на јавните површини во урбаниот дел на општината, односно покрај пешачко-велосипедските патеки, површини покрај општински улици и патишта, просторот околу домовите на култура, училишните дворови, локалните економски зони, просторот околу детската градинка, површини околу спортските терени и останатите јавни површини, да се придонесе за подобрување на квалитетот на воздухот, унапредувањето на животната средина, како и подобрување на условите за живење и квалитетот на животот во локалната заедница. Општина Илинден ги повикува сите граѓани, ученици, младинци, пензионери, бизнис секторот, општинските комунални предпријатија, општинската администрација, активно да се вклучат во реализацијата на еколошките проекти, како што соопштија од Илинден, секој да даде личен придонес за заедницата, свој придонес во обезбедувањето почист воздух и поздрава животна средина во насока на создавање подобри услови за живење. Во општина Илинден од година во година забележано е зголемување на бројот на жители, па од таа причина еколошките проекти се од големо значење за граѓаните. Во последните неколку години младите се повеќе се одлучуваат да го решат стамбеното прашање во оваа општина, па во моментов општина Илинден има околу 20.000 жители. Во општина Бутел утре ќе почне одбележувањето на Денот на екологијата. Како што информираат од општина Бутел, оваа година општината заедно со училиштата и градинките ќе организираат повеќе активности кои ќе траат од утре па се до 30 март, кога ќе биде одржана завршната манифестација Вози велосипед за почист свет.
Утре пред споменикот на Никола Јонков Вапцаров во паркот пред општина Бутел со почеток во 11 часот ќе почне одбележувањето на Денот на екологијата. Манифестацијата ќе ја отворат градоначалникот Велимир Смилевски и заменик министерот за екологија Јани Макрадули. Како што информираат од општина Бутел, оваа година општината заедно со основните училишта и градинките ќе организираат повеќе активности кои ќе траат од утре се до 30 март, кога ќе биде одржана завршната манифестација Вози велосипед за почист свет. Од општината додаваат дека сите одбележувања ќе траат од 11 до 13 часот и 30 минути и покрај учениците и дечињата од градинките учество ќе земат и родителите, односно граѓаните на општина Бутел, а ќе бидат обезбедени и соодветни експерти за конкретните теми што ќе се обработуваат. На крајот ќе бидат наградени трите најуспешни тимови. Најдобриот екострип ќе се доделат пофалници, благодарници и планинарски ранци, информираат од Бутел. Денови на екологија, онлайн со природата во општина Бутел. Тим од американски експерти од Тексас ги обучуваа наставниците и стручните служби во Ѓорче Петров. На 8 локации во Скопје, граѓаните ќе можат да платат со поезија. Бензините поскапуваат, а дизелот поевтинува. Просветните работници во општина Ѓорче Петров беа обучувани од американски експерти од Тексас за надоградба на нивните вештини и знаења како да создаваат поквалитетна настава. Како што информираат од општина Ѓорче Петров, работилницата беше во соработка со општината и Центарот за развој на образованието Корени, а целта е искуствата на странските едукатори и најдобрите практики да се пренесат во нашиот образовен систем на уникатен начин. Општина Ѓорче Петров во соработка со Центарот за развој на образованието Корени организираше 2 работилници на кои наставниците, директорите и стручните служби од училиштата ги надоградија знаењата и вештините за создавање поквалитетна настава. Имено просветните работници беа обучени од високо квалификувани едукатори од Тексас САД. Во текот на дводневната работилница, директорите и стручните служби добиваат вештини во делот на влијанието на лидерот врз успехот на ученикот, а наставниците има обука на тема најдобри практики за усвојување јазик. Како што информираат од општина Ѓорче Петров, целта на работилницата е искуствата на странските едукатори и најдобрите практики да се пренесат во нашиот образовен процес на свој уникатен начин. Идејата е да се понуди образовен систем поинаков од останатите општини, да се вметне нота на поголема креативност, а да се заостават застарените методи на едукација. Од општината додаваат дека соработката со Корени продолжува. Директорката Рашел Нил најави дека во јуни во основното училиште Димитар Беровски ќе се одржи англиски камп. Овој пат наменет за едукација на учениците, при што ќе бидат опфатени 70 основци од 4 до 7 оделение, информираат од општина Ѓорче Петров. На 8 локации во Скопје граѓаните ќе можат да платат кафе со поезија и директно да учествуваат во меѓународната наградна игра на Јулиус Мајнел. Овогодинешната акција Плати со поезија ќе се одржи на 21 март, а освен во Скопје ќе се одржува и во над 40 држави во целиот свет. Овогодинешната акција Плати со поезија на Јулиус Мајнел оваа година ќе се одржи на 21 март, кога граѓаните ќе може да ги остават телефоните од рака и да си дозволат да се инспирираат од кафето и да го платат со поезија. Кампањата оваа година се одржува во над 40 држави од целиот свет и во Скопје, каде секој ќе може да си го плати кафето со стих и поезија на повеќе локации во градот, а писателите и поетите од Македонија ќе им помогнат да ја пронајдат внатрешната инспирација заедно со Јулиус Мајнел. За разлика од минатите години, оваа година сите кои ќе напишат песна или поема влегуваат во меѓународната наградна игра на Јулиус Мајнел, преку која само 6 лица од целиот свет ќе може да се запознаат со Том Одел на неговиот концерт во Глазгов на 1 јуни 2019 година. Се што треба да се направи е да се напише поемата или песната, да се сликне и да се постира на Инстаграм со хаштагот PayWithAPoem.
Од ноќеска на полноќ нова цена на горивата. Регулаторната комисија за енергетика одлучи да ја зголеми цената на бензините за 1,5 денар, а на дизелот да ја намали за половина денар. Бензинот Евро Супер БС 95 од ноќеска на полноќ поскапува за 1,5 денар, а Евро Супер БС 98 за денар, додека цената на дизелот и на екстра лесното масло за домаќинства се намалува за половина денар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на Евро Супер БС 95 изнесува 66 денари за литар, а 67,5 денари на Евро Супер БС 98. Литар Евро дизел ќе се продава за 60,5 денари, а на екстра лесното масло за домаќинства 49 денари. Зголемувањето на малопродажните цени на нафтените деривати во просек изнесува 0,09%. Регулаторната комисија за енергетика ја утврди новата цена на горивата врз основа на просечната цена на суровата нафта и курсот на денарот во однос на доларот во изминатите 2 недели. За 20 евра од Охрид до Малме и обратно, секој понеделник и петок ќе сообраќаат авионите на Визер од Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле. Денеска на аеродромот во Охрид беа пречекани првите туристи од првиот директен лет од Малме до Охрид. Со традиционална свеченост на Охридскиот аеродром ТАФ Македонија ги пречека 118 патници што пристигнаа од Малме, шестиот најголем град во Скандинавија. Патниците презадоволни од летот. Супер беше, као никогаш, супер беше. Стигнавме на време точно, све окей. 48 години. Фала Богу, ние сме пензионери сега. Ама имаме деца и зато. Многу убаво и убаво ќе биде сигурно, директ дома. Од дома. Од Малме директно Охрида. Како беше летот? Супер. Додека ми се плаче мене затоа што прерадосни сме вака да ви кажеме, многу беше очекувано ова. Повеќе пати јас имам овде стан во Охрид, фамилиарно. И сега сме презадоволни, значи. Половина час подоцна, во 11 часот и 55 минути, авионот полета од аеродромот Свети Апостол Павле од Охрид назад кон Малме, носејќи 60 патници. Почнувајќи од денес 18 март, летот од и до Малме ќе се обраќа секој понеделник и петок. Неџат Курт, координатор на аеродромите во ТАФ Македонија, истакна дека со овие две линии се отвараат нови два дојдовни пазари. Tomorrow on 19th Овој настан не само што го означува проширувањето на мрежата на линии од Охридскиот аеродром, туку исто така значи и отворање на два нови дојдовни пазари, Шведска и Италија, за патниците и туристите што пристигнуваат во прекрасниот град Охрид. Со воведувањето на овие две нови дестинации, веруваме дека ќе се појават бројни можности за македонските граѓани да ги прошират своите патувачки искуства. Би сакал да му се заблагодарам на Визер за посветеноста кон развојот на ваздухопловството во нашата земја, како и на владата за нивната постојана поддршка. Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески најави дека овој месец ќе се отворат вкупно 4 нови авионски линии, две од Охридскиот до Малме и Милано и две од Скопскиот аеродром до Баден-Баден и Бремен. Новите линии на Визер ќе се обраќаат два пати неделно со Airbus A320 со 180 седишта. Очекувам дека вака поставените политики ќе ги оправда нашите очекувања и ќе го зелеме бројот на туристи, а воедно ќе се возможи нови европски дестинации за граѓаните. Веќе ги имаме првите резултати кои покажуваат зголемување на бројот на патници во првите 2 месеци од годинава и тоа за 4,2% вкупно или за 46% повеќе само на Охридскиот аеродром споредено со минатата година. Утре на 19 март во 17 часот и 25 минути Охридскиот аеродром треба да ги пречека и првите патници кои ќе пристигнат со првиот лет на Визер од Милано, италијанскиот град познат како еден од главните градови во светот на модата и дизајнот. И вршителот на должност, градоначалник на општина Охрид Константин Георгиевски, задоволен од напорите кои владата ги прави за промовирање на Охрид како туристичка дестинација. Ваквите напори на Министерството, на владата и на општина Охрид вродуваат со плод, се за секаков поздрав, се во насока на унапредување на туризмот, на унапредување на Охрид
и на целокупната наша заедница. Со додавањето на Малме и Милано како нови дестинации, сега од аеродромот Свети Апостол Павле од Охрид има 5 редовни линии: до Виена, до Базел, до Цирих, Малме, Милано, како и 8 сезонски дестинации до Амстердам, Брисел, Телавив, Варшава, Катовице, Истанбул, Ајндховен и Талин, на кои оперираат 11 авиокомпании. Билетите за двете нови авиокомпании Охрид Малме, Охрид Милано, Малпенса и обратно се веќе во продажба преку веб страната на Визер. Денеска имаме сончево и топло време со слаб до умерен ветер од југоисточен правец, а утре метеоролозите најавуваат предпладне сончево и топло, а попладне ќе има услови за локален дожд и грмежи, особено во планинските подрачја. Денеска температурата достигна до 23 степен, а утре ќе имаме температура до 22 степена. В среда температурата ќе се движи од 7 до 20 степени, четврток од 3 до 19 и петок од 2 до 19 степени. Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Повеќе наслови можете да прочитате на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.